Здраво, Водолеи, добро дојдовте. Ова ќе бидат вашите месечни таро толкувања. Ова се пораките за месец март 2023 за вас, Водолите. И овде ќе подборуваме малку пообширно, малку подетално за нештата, затоа и се подолги овие видеа. Но ако има некој од вас кои сакате да си ги гледате, да си ги пратите тие кратки неделни пораки, тоа што може да го направите на Facebook, ќе пишете Голтарот МК, ќе се појави страницата и таму ќе ги пронајдете сите кратките видеа за сите знаци поединечно. Значи таму се објавуваат, пронајдете ги и уживајте во нив. Сега, ако овде пак ви се допаѓа се тоа што го правиме и ако пронаѓате некаква корист од овие пораки, тоаш лајкувајте, споделувајте, предплатете се, тоа вас нависина ништо нема да ве чини, а нам многу ни значи. Да видиме што ве очекува вас, Водолиите, во месец март. Сега кога вие дојдовте на ред, јас конечно разбрав зошто постојано ми се појавува оваа карта во не сите, но скоро сите, 80% од знаците кои се завршени, се појавува оваа карта. Ова е звездата и има многу значења, се разбира, меѓутоа едно од тие значења е тоа што ве представува вас, Водолиите. Ова всушност представува некој во знакот Водолија. И зошто се појавува? Се појавува затоа што настапува ерата на Водолиите. Може би го знаете тоа, може би не, меѓутоа од астролошки аспект влегуваме во нова ера, а тоа е ерата на Водолиите. И вие не сте исклучок, се разбира и кај вас настапува една нова ера. И што сега кај вас конкретно во вашите пораки овде може да видиме? Може да видиме дека вие сега сте во една ситуација каде што многу нешта во вашиот живот или конкретно некоја голема работа треба да биде привршена. Ова треба да биде привршено, може би има рок, може би има датум на истек нештовок, не знам, вие знаете и во кое поле се однесува, вие исто знаете, но ова мора да биде привршено многу скоро, нормално, за да започне она новото, она неизбежното, она што вас ве очекува. И не можете да го смените фактот дека ова треба да заврши. Сега, што се случува повторно? Вие, некои од вас Водолите, сега не можам да кажам сите, тоа не може никогаш да се случи дека сите подеднакво исто нешто правиме, доживуваме или сме исти, но еве некои, повеќето можеби од вас, вие сакате да бидете на услуга. Вие буквално целиот живот сте го посветиле да бидете на услуга некому. И не во негативна смисла, едноставно да бидете на услуга на семејството, на децата, на родителите, на сите во домот, на пријателите, на блиските. Вие сакате да им ги завршите обврските на тие што ви значат, или пак да ги завршите работите на тие околу вас. Ги преземате едноставно нивните обврски работи. И сакате да бидете. Сега настапува еден период во вашиот живот каде што тоа вие ќе треба да се го заборавите. Овој период во кој ќе влегувате од сега ќе биде период за вас лично самите вие. Овде сега треба да се посветите себе си и да заборавите на другите. Не буквално и не 100%, тоа не може, нели? Како може да заборавиме на тие што не значат. Меѓутоа, да заборавите да ги ставате сите други на прво место, а себе си на второ. Сега настапува период каде што ќе морате така. Сега, некој од вас го знаете тоа и тоа е добро, сакате да го направите, меѓутоа за некој од вас ова е товар, вие не сакате, не сакате, затоа велам, вие сте на услуга некому, вие сакате да бидете на услуга и сакате другите да ги ставате на прво место. Но, за жал, тоа или за среќа, тоа треба да заврши. Сега, периодов кажав, ова има рок, ова мора да се заврши.
И сега за многу од вас различно некако се одвиваат нештата. Кај некој од вас, кај што ова било обврска која морало да се заврши, нешто што неодамна сте го отпочнале, ви било понудено, ви било дадено, сами сте си го взеле да го завршите и сега ќе го завршувате. Да, ви пречи тоа што ќе се сменат нештата и дури се плашите дали доволно и ќе дадете таму каде што треба да се даде, дали доволно ќе направите нешта за тие што треба да се направи како би завршил целиот овој циклус. Некои и тоа се плашите, а за некој од вас пак каде што каде што треба да бидат завршени некои обврски, кои се започнале неодамна или пак во минатото, вие ќе не можете едноставно да ги завршите заради тоа што другите луѓе воопшто не помагаат и единствено што прават е додаваат товар на проблемов и ви додаваат постојано се по некоја нова обврска и тоа не ви дава можност како да ги завршите нешта. Сега, тоа сакам да ви кажам, дека вие ќе ги завршите секако. Ќе одлучите, ќе бидете упорни, истрајни, дури и наетливи на моменти, и не се откажувате, ова ќе го завршите по секоја цена. Ќе пронајдете нешто во вас, некоја инспирација или нешто што ќе ве води, ќе пронајдете вие во вас, некоја страст и ќе вложите се што можете, ќе го успеете. Нема да биде лесно, верувам, знам, но ќе успеете. Сега кај некој од вас пак, вие правите нешто, привршувате некоја работа, меѓутоа многу тешко ви оди. Многу тешко ви оди, вие се мачите со ова, некако не излегувате накрај со сето ова. Дури некогаш во ситуацијава понекогаш сте имале моменти каде што сте сакале да се откажете. Да се откажете, не можете, едноставно сте виделе дека не можете, тешко е, напорно е ова за вас, не можете. Меѓутоа, кажав исто и за вас, ќе соберете сила, а другите го гледаат ова. Другите го гледаат колку вие се мачите, колку се измачувате, колку сте истоштени во сето ова, но не може да ви помогнат. Од нешто се спречени, дали од вие, од вас самите, не дозволувате другите да придат и да ви помогнат, или пак не се разбирате, едноставно не можете да најдете заеднички јазик како да им дозволите да помогнат или како, не знам, едноставно тука има судир некој и не може да ви помогнат. Но кажав исто и за вас, ќе успеете по секоја цена. Да, ќе решите, ќе бидете истрајни, нема да биде повторно, ќе кажам лесно, но ќе успеете. И може би нема ова да се финализира во март, меѓутоа во март веќе ќе се приближувате конечно кон завршница на сето ова кое сте го започнале, а мора да биде завршено. Значи, водолии, подгответе се, новата ера доаѓа, колку и да не ви одговара тоа што вие ќе треба да бидете на прво место, тоа е така и така мора да биде. Ќе мора да се ставите себе си на прво место пред другите. Тоа е порака за некои од вас водолиите. Некои други од вас пак, вие некои од вас морам да забележам дека ќе добијат понуда за брак, или ќе понудат некому брак. И ова е од оние моменти, од оние понуди, каде што нема да биде понуда, па потоа нешто друго треба да се одвива, па договори, па преговори, па договарање, па венчавки. Не, ова нешто одеднаш мора. Одеднаш ќе се заврши понуда за брак и веднаш венчавка. Не знам зашто, дали постои некаква итност, меѓутоа не верувам, така ќе бидете одлуката дека веднаш ова треба да се премине на втор, чекор, трет и така натаму. Тоа е за некој од вас, а други од вас пак, и ова е некоја карактеристична порака, сега, вие ќе добиете некакви непријатни, ќе речам непријатни вести, може би доаѓаат
официјално некое место, официјално што може да биде, може работното место, може би личност личност некоја шеф, институција, може би па од партнерот и од таму може да дојдат овие вести и овие вести, овие новости веќе разберете нешто, дека сега различно е за некој. Или некој од вас треба да за таа помош или за тие пари или за тие за тоа што сте го добиле, вие сега треба многу да одработите. Може би нешто сте добиле, нешто ви беше дадено и сега ќе треба да одработите за тоа. Не се надевавте, мислевте дека ова е подарок, ова е убаво, немате ништо со тоа после, но испаѓа дека вие ќе треба многу сега да одработите за ова. А некој од вас пак, ова е порака, ова се вести каде што ќе дознаете дека може би партнерот, може би некој, не знам, некој очигледно во вашиот живот имало некои средства, некои пари кои ги искористил на друго место каде што вие не би го одобриле и тоа го направил веројатно скришно, во тајност. Сега ќе разберете и ќе имате малку некои недоразбирања во врска со тоа, но нема да има ништо страшно, нема ќе знае какви последици да има за ова и ќе ги решите проблемите и недоразбирањата. Некои други од вас водолиите пак, вие толку многу посакувате да излезете, буквално од собствената кожа сакате да излезете. Нешто не ви се допаѓа во вашиот живот или пак ова што не ви се допаѓа е средината во која живеете. Сакате да напуштите се, да заминете некаде. Или пак целите кон нешто, имате некои цели, неостварени, далечни цели. И сега во март ќе се присетите на сето. Тоа тешко ќе ви паѓа. И може би ќе се присетите на се тоа затоа што ќе имате пред вас луѓе или ситуации или места каде што ќе бидете принудени да се подсетите што вие можевте и што вие сакате да имате, а го немате. Другите може го имаат, другите го можат, а вие не го можете. Ќе имате некаков пример пред очите или ќе бидете во некоја ситуација каде што постојано стварноста ќе ве удира и ќе бидете подсетувани постојано дека има работи кои вие ги сакавте, ги можевте, а не ги можете. Нема во март месец да се придвижите на оваа тема, но тоа е дел од животот, така треба да биде за сега. И, драги водолеи, јас се надевам ќе најдете нешто што ќе ви биде овде од корист, се надевам уживавте, а до следното наше видео, чао.